Добре дојдовте во подкаст Зрак со мене, доктор Марина. Вечерва ќе слушнеме неколку инспиративни приказни на луѓе кои покрај на тешките предизвици успеа да најдат зрак надеж во борбата со ракот. Ќе слушнеме како здруженијата им помагаат на пациентите за справување со тешките предизвици и како тие представуваат една светлина во темнината на тунелот. Денеска наши гости се македонка, председател на Здруженијето Љубов сме и членовите Наташа и Александра. Добро ве најдовме, доктор. Македонка, ќе почнеме со тебе, малце да ни објасниш повеќе за Здруженијето Љубов сме. Овака. Здруженијето Љубов сме, односно FB групата Љубов сме, настана неколку месеци после мојата диагноза. Јас сум онколошки пациент, 2017 оперирана, поминати 6 хемотерапии и кога веќе влегуваш во тие ходници на онкологија, тогаш се соочуваш со се што треба и не треба да видиш, со тоа што нас ни представува проблем кога влегуваме низ тие ходници. Искрено во самата себе владе и добро и лошо и без и едноставно утешност и страв, не знаеш каде си, не знаеш што може да се случи. За жал, ракот кај нас се уште е табу тема, се уште е равенство еднакво на смрт. Значи, кога некој ќе добие диагноза со карцином, он веќе смета дека е мртов. И почнува со тие чекори, влегува таму. Јас себе можам да кажам дека после 8 години со ракот се живее, со ракот може да се функционира. На времените контроли, докторите, тоа е се што ни треба и кога се вратам на почетокот, кога се соочив што се немаат онколошките пациенти, дојде до идејата на формирање на групата Љубов сме и тука почнавме да ги изрезуваме нашите барања, нашите критики насочени кон самата клиника, кон министерство, кон влада, кон општо целиот систем во нашата држава. Така, воедно и своите чувства. Своите чувства кои што не можеме да ги емоции. Да, верувајте, многу е тешко, стварно е многу тешко, затоа што никој не знае како е. Ниту јас некогаш во животот сум претпоставувала дека ќе имам карцином и сум сметала дека мене тоа не може да ми се случи. Јас нема да бидам една од тие. За жал, сум една од тие. И сакам да кажам на сите жени, сите мајки, сите девојки, за жал веќе карциномот го имаат и девојките. Дека не е ништо страшно, дека не е срамно да го имаш, дека не треба да се плашиш, дека треба да го споделиш со најблиските и да тргнеш по патеката, да се зборува погласно. Од нас подобро некој да може да каже, мислам дека нема. Вие како доктори може да Не може да апелираме. Да апелирате дека треба да одиме на тие превентивни прегледи, дека треба да се прават скрининзи и се, меѓутоа ние како некој од оваа страна можеме најдобро да ви кажеме како е да не дојдете на нашата страна, затоа што ние немаме можност да се вратиме таму каде што се здравите, а здравите можат со невнимание да дојдат на нашата страна. Така. Добра, Наташа, може да ја слушнеме твојата приказна? Јас мислам дека сум со најдолго искуство тука. Да. Јас сум оперирана на 33 годишна возраст. Оваа година веќе 15 години од операцијата, 2009. Мене ми се случи исто, да речам тоа што е невообичаено, да ми се појави промената на дојка во време на бременост. Жените се сметаат на некој начин заштитени во тој период, меѓутоа очигледно не е така. Значи, во време на бременост ми се случи промена која со ова искуство стега од авион би знаела да препознам дека е рак на дојка. Тоа личеше како на длапка, велат како тесто, некој кој ќе го пипне со прстето. Значи, имав длапнатина на градата во период кога, некаде во 4-5 месец од бременоста, кога почнуваат да се познаваат сите промени на телото. На двајца гинеколози бев и двајцата само клинички ме прегледа, без воопшто и ехо да уклучат. Ми рекоа само се спремаат градите за доење, значи може би малце поголема предострожност дека сите промени кај секоја жена треба да се следат ова
како апел и до самите жени, но и до лекарите. Еве, сум пробала да го искомуницирам со оние лекари кои ми биле во домен и кои преку организациите во кои сум помагала порано во живот на Искра, кај Виолета Томовска доста бев инволвирана. Еден период како начин на терапија, ако така може да кажам. Значи, пројде од прилика 1 година до мојата операција, јас се породив на првиот преглед кај гинеколог постпартум, кога се проверува нели дали се враќа во цела нормала. бременност, Ја ништо истерав без така, никаква ништо. интервенција. Така. Да, јас си прифатив дека од некоја космичка причина така требало да биде, ама на првиот преглед кога ме прегледуваше гинеколог после породувањето, ми рече да пополниме формулар за целите за програмата за рана детекција на дојка. Имате во семејство, немате ова, немате, подпишите се, вие сте со низок ризик. Јас реков не се подпишувам ако не ме прегледате. Гинекологот ме прегледа, виде нешто сомнително и ме прати кај, рече дека треба радиолог да ме гледа, така почна мојата приказна. После неколку месеци почекав, не сакав една штенко иглена биопсија. Имаше керка ми имаше 8 месеци и јас се спремав да се вратам на работа, кога впрочем ми беше диагностициран ракот, исто нешто што е мит, дека ракот не боли. Мене ме разбуди за да појдам на контрола, болка во градата, која во 5 часот наутро ме крена од кревет. Ја доев керка ми и реков, ова морам подитно да го проверам уште еднаш. Индивидуално е тоа, да. Значи исто и на тоа уво не треба да се спие дека така. не е страшно ако има болка или нема болка. Значи секоја приказна е лична и секоја приказна е различна. Тоа беше отприлика 2 дена пред крштевката на керката, со некои многу измешани емоции. Сега кога си ги гледаме фотографиите семени со сопругот и семејството, ние двајцата не сме од Скопје, беа дојдени неговото семејство од Охрид и моите од Гевгелија. Некои знаеа, некои не знаеа, беше се многу брзо, после брзо се случи операцијата, исто системот века, ако сте млади, тоа може брзо и да букне, брзо решете се. Јас имав чувство дека немав многу време да размислувам, ниту да се советувам. Совети добив од роднини и од жени во Сдруженијето на Виолета, кои беа доста постари од мене. Жените кои се во репродуктивна фаза на својот живот имаат специфични проблеми, не се во менопауза и можеби планираат како што планирав и јас да раѓаат, имаат други прашања кои воопшто тогаш никој не ги третира. И имав чувство дека сум избрзана, дека не сум имала можност да размислам за некои нешта, како на пример за чувување на јајцеклетки, за понатаму следни бременности, за генетски некои испитувања кои се возможни. Некако избрзано се чувствував и немав со кого да разговарам. До ден денешен многу пати знаат да ми се обратат жени на телефон за совет. Јас им кажувам само она што е моето искуство, меѓутоа секогаш велам дека треба од стручњак да побараат совет и додека не се сигурни да не им е незгодно. Мислима јавено жена да ми каже дека утре дента треба да оди на интервенција и дека не е сигурна дали да направи квадректомија или отстранување нели на дел или мастектомија, отстранување на цела града, за оние кои не ги знаат латинизмите и јас не ги знаев пред да Треба да кажеме само да не се брза, тоа е многу важно. Да, јас им реков ништо не е за брзање. Да, и јас си реков, мој совет да не одите утре, само јавите се и побарајте да ви кажат каде да одите на второ и трето мислење. Јас не можам да ви кажам што да правите, не сум стручна. Меѓутоа секоја жена сама одлучува за своето тело. До ден денес сум се борела и уште мислам дека одлуката самиот пациент треба да ја донесе. Иако знам и жени кои се лекувале надвори, не донеле најумна да речам одлука, кај нас мислам дека се уште по-конзервативно и силно се лекува, да речам се дава хемотерапија. Повеќе обично и хируршките интервенции се можеби малку покрупни и повеќе се вади, меѓутоа се е тоа за поголема сигурност и тоа е за подобро на пациентот. Меѓутоа треба самите да се комотни и ќе живеат со тоа тело и тоа треба да биде нивна одлука во совет со пред се стручњаци и можеби за да знаат и кои прашања да ги постават во тие ситуации, сте толку изгубени и под стрес, некогаш не знаете ни што не знаете,
за да знаат што прашање треба да постават, сметам дека се клучни овие групи за поддршка кои може да им помогнат да размислат, прво да знаат дека се ќе биде во ред. Еве поминале толку години, ама и да знаат што не знаат за да се подготвени. Пак ќе речам, жени во постменопаузален период и жени кои се уште во репродуктивна фаза од својот живот, имаат многу различни прашања. Јас се чувствував многу осамено, искрено, и немав со кого да разговарам. Во живот на искра беа многу отворени, меѓутоа тие сите беа многу повозрасни од мене. Се обративте тогаш во групата? Имам тетка, која не ми ја смета медицината за, како да кажам, за поврзана со мојата диагноза и се смета дека немам семејна историја, затоа што таа е прва братучетка на мајка ми, но по женска линија. Јас со нејзе се консултирав, мајка ми е медицинска сестра, многу ми помогна. Веднаш истиот ден кога кажав дека имам диагноза, се спакува и дојде од Гевгелија, беше тука. И при секое примање на хемотерапија доаѓаш, иако и велев ништо не ми е, нема потреба да доаѓаш. А советите ми дојдоа од тие повозрасни жени околу мене. Ја побарав Виолета Томовска, така и стапивме во контакт и искрено имаше неколку грешки во моето лекување. Па ќе кажам мислам да речеме на здраво ткиво, на едно парафинско блокче кој беше со здраво ткиво, беа направени имунохистохемиските испитувања. Најверојатно ненамерна грешка, ама тоа кажува и колку нема некој протокол на втора проверка или контрола на квалитет, да кажам. И јас си помислив дека, потоа бев на второ мислење, трето мислење, сум била во Швајцарија, во Англија, во повеќе земји. Барав одговор на прашањето дали може се уште да раѓам. Така. Тоа ми беше најголемиот залог за голтање од диагнозата, препораката на нашите онколози, затоа што ми се случи ракот во време на бременост, да не раѓам, а сакав да имам 3 деца. Имам едно. И барав одговори на секаде, додека ги барав тие одговори дека може, сватив колку ствари голем ризик е тоа и дека може би не треба да се играм со тоа, сватив колку не сум знаела за тоа доколку и сака жената да формира семејство или да го прошири семејството после тоа, што се треба да направи. Ги немав тие информации, некои работи не сум ги разбрала од самата што читав и се информирав на првиот преглед после хемотерапија. Го прашав гинекологот дали може сега да извадим јајцеклетки да чуваме и он ми вика зошто? Па викам зашто 5 години ги сум на терапија да не остарат. Да ставиме сега на страна. Тој ми вика, тоа Наташа се прави пред хемото ако си сакала да зачуваш, не после. Јас имав среќа да ми се врати циклусот после тоа, како што реков, на онкологот кој ти каже тоа е лична одлука, нема гаранции ниту дека ќе добиете, ниту дека нема Имаме да многу добиете. жени што стануваат трудни и после тоа. Така. Имаме и доста пациенти сега со самото апелирање, мислам дека се јавуваат и порано. Имаме доста пациентки што се во бременост, што се со карцином веќе диагностицирани, се на лекување. И имаме што се доилки, многу доилки пациенти што Да. третман. Јас потоа имав можности со Теута Арифи да разговарам, која и се оперираше нели со во време на бременост, хемо примаше. Нема раскажувано, лично приказано, знам и јавно дека сподели, затоа и се чувствувам слободно да кажам. Така. Рече, јас решив дека онака како што на тоа дете му било среќата, дека ќе го изодиме овој пат заедно, меѓутоа иако ми советуваа да ја прекинам бременоста, јас решив да продолжам, значи потоа слушнав, меѓутоа ретко жените зборуваат јавно. Пак ќе речам, ми се јавувале на телефон, ме прашувале, јас на кафе не сум седнала, додека не се запознав со македонка пред неколку години, на кафе немав седнато со жена која би кажала јавно, да споделите, да, јас имав карцином, ние вака правевме дома, вие вака. И мислам исто, тоа сакав да го спомнам, многу е важна поддршката од семејството, ракот не е болест на еден човек, тој го погодува целото семејство и е многу тежок период и многу е важно да го помине целото семејство тоа патувањето. Мислам дека е уште потешко за оние кои ви се најблиски да ве гледаат како го поминувате. Мене кој ќе ми рече како ти е, воопшто не ми беше, како да речам, да не речам не ми беше тешко, меѓутоа сметав дека јас имав мало дете. Јас бев фокусирана дека ако ми кажат дека треба да жвакам шајки, ќе жвакам шајки, ама јас тоа дете ќе го гледам кога ќе матурира, кога ќе оди на факултет, кога ќе има внуци. Значи бев фокусирана на тоа.
некогаш викам дури дека сум имала среќа. Од жените кои, например, можеби се сами, треба да најдат во друго нешто смисла. Потешко. Нели? Да, потешко, јас И мислам. затоа мислам дека е многу важно, посебно пак за своето дете. Не можам да замислам додека не станав мајка, не можам да замислам како е било на мајка ми. Да го гледа сето тоа, да го гледа своето дете, нели, да поминува низ тоа. И затоа е важно да се добие таа поддршка од семејството и според мене незаменлива е таа подкрепа која можат едни на други да си ја дадат жените, поради тоа што имаше грешки во моето лекување и малку отпој бев оперирана и отпој добив хемо, беше во многу рана фаза фатено, ма за секоја сигурност, нели? Добив сето тоа. Сметав дека ако со сиот пристап до луѓе, мојот сопруг е познат во нашето општество и секогаш што тропнавме на секоја врата веднаш не беше отворена. Секогаш што отидовме исто надвор, ако сум имала јас таква, да речам, ако се случиле такви некои, пак речам без никаква лоша намера, грешки, што се случува со луѓе кои онака доаѓаат во системот без никого да познаваат. И тоа не ми беше фер, тоа ми беше мотив да пристапам кај Виолета Томовски, да ја кажам дека ја сакам нешто да правам со нив и да им помогнам. Некои, можеби 2 години интензивно, пола работно време, викав дека ми е втора работа тоа, освен она што го работам веќе 20 години во други сфери. Сакав да помогнам да како прво да ги вмрежам во некои издруженија кои се во европски рамки функционираат на оваа проблематика и пробуваат да го подобрат статусот на жените додека се борат со болеста и потоа за да продолжат со продуктивни животи. Од друга страна да пробам овде да помогнам во системот било кој, како што вели Македонка, значи таа протеза. Значи до мене ќе се јави некој, можеби јас можам и да им помогнам да стигнат до некој лекар, ама не треба да е така. Би сакала секоја жена која ќе дојде во системот кај матичниот лекар веднаш да може да има Мислам дека пристап. сега тој проблем е повеќе избегнат од пред 15 години. Мислам дека сега сме повеќе достапни. Според тоа како функционира Барем и мамографијата. Зборам за онколозите. Да. Затоа што да, Значи, сега да, барем видете, мислам кога ќе дојде веќе до дијагноза. Да, затоа што кај И нас тогаш. приоритетен упат, например, денес ако дојде пациентот одма се приема, Да. било кој ќе И го тогаш. превземе. Јас Да, искрено, никогаш не доктор ги Марина, враќаме за моето пациентите. лекување на онкологија, не знам какво е искуството поново. За моето искуство велев дека се чувствав како да сум била во Швајцарија. На онкологија знам дека седнав, можеби не е сега исто. Знам дека седнав на првиот преглед. Прво ми рекоа, значи жени ми кажа паталки, Така. кога треба да поедам од торакална хирургија ме отпушти и ми рекоа чао, само не кревај. Дали толку. имаше пред 15 години во гужва? Како сега, но Имаше, дури имаше и сега. Јас Онкологија кога, на торакална. јас кога се оперирав, имаше дури 18 годишно девојче, јас си реков мене ништо не ми е, ова пак ќе речам, секој со својата приказна, јас сум се трудела, таква ми е животната филозофија, да го видам позитивното во тоа што се случува. Јас си кажав, добив уште неколку месеци породилно како во Шведска. Јас ќе седам со керката Така. уште неколку месеци. Стварно се трудев. Не носев перика кога ми падна косата, мислев дека треба, не А сакав. зошто? Не Зошто? сакам театар. Значи јас сум Така. отворен човек. Тоа некој да ме гледа и да си мисли дали носам нешто, а јас да глумам дека не гледам дека некој ме загледува дали носам или не, не. Ми се случи во такси да ме праша многу грубо и нечувствително, ама пак ќе речем, не било сигурно со лоша намера, таксист, дали на сопругот му се допаѓам ваква без коса. Мислеше дека нешто фраерка се прави. И јас му рекав, не знам дали вие би си ја сакале својата жена еднакво, ако има рак на дојка. И паднала косата и изгледа вака. Леле, извинете. Вие бевте директен и јас бев директна и безобразна. И ми се случило исто тоа што го спомна Македонка, да ми кажат рак само, сум слушнала, мислам не мене, како зборат луѓе, рак само поп лекува. И стам да кажам, не е точно, еве сум. Тоа се фрази кои што Се Точно при... да. Не мисли човек, тоа е онака кажано, сите што тамнешни мислиш времења. што има карцином дека заразен е. Мислам бегаат сите, има Па мислам дека карцином, нему затоа и се јавувајте. крие, посебно за младите Да, жени. да. Мене ми е многу жал, мислам дека ако не каже човек,
Некогаш како велат, лекот е 5 пари, само треба да се знае. Ако не каже, вака ќе си кажеме, па јас сум била кај тој лекар во, не знам, Белград, ми нашол нешто специфично. Многу сум праќала луѓе кај пријатели, надвор што сум ги запознала кога ја вмрежував Живот на Искра во тие некои европски мрежи, меѓу кои и една покрупна што беше во тоа време Европа Дона. На 2 пати бев на искачување на Алпите, во 2011 и 2018 со уште стотина жени оперирани од дојка од цела Европа. Поентата на тој настан беше да се покаже дека жените може да живеат и прават се што сакаат, односно дека нема ограничувања, ама ако се поддржани со професионалци, односно имавме водичи, и едни со други ако се поддржуваат, бевме во групи по 5 до 10, и беше тоа вистина една терапија. Тогаш немаше психолог на онкологија, тоа беше една од заложбите на Живот на Искра, нешто што успеа да го дотурка македонка. Мислам дека тоа е клучно. За мене беше психотерапија, тоа искачување. Првиот пат кога одевме се снимаше еден документарец кој се викаше Nobody is Perfect. Нели? Не, никој не е совршен, туку ни едно тело не е совршено. И во таа група од 100 жени бевме 14 млади, само 14. Само млади вие би бевте од смета Македонија? под 40. Да, и првиот и вториот пат. Имам татко планинар, па од тука нешто излезе во љубовта Алпите на за 4100. Да. Да. И од тие жени, тие 14 што на пример го снимавме документарецот, само јас бев без реконструкција на дојка и се чувствував како да ме гледаат како да сум од Африка. Значи колку и да ни кажуваат дека се имаме ние кај нас, ние не далеку сме од тоа што го има во една Словенија, а да не зборам за понатаму во Европа. И затоа сметам дека правата на пациентите и она што им треба да им следува на пациентките со рак на дојка, после таа диагноза, ние оддалеку не исполнуваме доколку постојат европски стандарди. Те имаат стандарди за центар за дојка, нели? На колкава бројка население, сега, ако се сеќавам точно на бројките, беше некаде околу на 100.000 жители по еден. Ние немаме толку, нели, се ни доаѓа тука во Скопје. Жените што се од натрешноста треба некаде да преспијат, треба да си платат реконструкција на дојка, сега мислам дека тој го покрива фондот, баш бевме и со докторов. Тоа го туркав јас, Да, кога бев во да, Живот на Живот на Искра, ме има да, квота. Има квота. Да, зашто Значи, тоа знам не дека треба го да е со покрива квота. фондот и Да, дека да, Значи тоа ограничено заложба на колку Виолета. пациенти во Значи- годината може да се испаке селективно, пак е селективно. Тоа треба да е Како ги оставено одредуваат на... кој колку Да, да, има да, предности, да. кога има Да. предности. Да, значи Ама по мене важно тоа нешто треба буде да да, се... да, точно, Да, почна а да се не работи. Некој се поместува битно, да. со пластичен хирург Затоа што правиме ни му било така. да, секако да. Да, една од нашите заложби беше и кога ќе се диагностицира карциномот кај жената. Значи да не биде тоа одма одење право на торакалец Така. и ампутација, него да се направи еден Мултидисциплинарно да се реши со Е, повеќе така, доктори, значи има да, тука да. и Сега доктор да функционира да, мултидисциплинарно. онкологот да конзилиарно може да се мислење за дали направи, треба или не. Воопшто Да, дали треба да се оди на торакал. дали може да се Тоа во направи, одредени уствари, дали фази стадиумот на констатација на Мислам болеста, дека да. и ама- први некаде дозволува Дали се да прави реконструкција. одеднаш и мастектомија и реконструкција се прави подоцна или не? Да, Со тоа е. собствено Да, ткиво да, да да. не зборуваме за кај некој нас. нешто да се Не направи со и да биде силикон, тоа на една него Да, операција, со да не собствено биде- ткиво, да. Сега, Значи- сега почна тоа да се работи. Скоро почна Па и да тоа, се работи. значи, Ќе па се ќе мрдне речам, на јас друга сум- точка секако. Да. Јас Да. сум Да. доктор Марина пред 15 години оперирана. Така. Знаете колку е тоа? Многу. Јас сум Значи само за пред 15 2 години, така да најтазе можам ако да истиве проблеми ги разговара, значи Така ако да. има реконструкција како право на жената, тогаш тоа треба кога ќе одлучи за план на третирање, на лекување, тимот мултидисциплинарен, тогаш треба да се отвори и се види, да речеме, во оваа година, еве 25-та, се надевам, и се види колку жени кои во таа година ќе треба да поминат операција, имало услови и побарале да им се направи реконструкција. Да. И тогаш се буџетира дали се 100, 500 или 2. Не може да се каже од старт ние имаме Не, пари знаете за како проблем е и 60. со приватните клиники што ги оперираат и таму и затоа они немаат евиденција. Да, па не се Ја води мислам дека евиденција тука не се колку води има. евиденција колку имаме пациенти.
таа евиденција треба на исто Да, место да оди. точно, Пак треба Министерството за здравство да Добро, оди и лиценци на тие клиники, Да, централен така? регистар за рак, да. Јас сум оперирана во Централниот приватна регистар клиника исто, не од јас сум оперирана во приватна клиника, не од нужна потреба дека морав таму, него сега извинете ме прекинав. Ако. Не, слободно, слободно Да, се кажете. моето патешествие започна на 8 август 2022 година. Значи, во месец август, многу добро, сега и вие како доктор знаете, колку се кубури со кадар на клиничкиот центар заради тоа што се летни одмор. Кој август? 8. Јас сум на 20. Така. На Голема Богородица. Да, и јас сум констатиран пациент од страна на докторката Чалчевска. Првично би споделила дека моето патешествие започна уште во јуни, меѓутоа кај мене станува збор за грешка на доктор. Тоа ќе го кажам јавно и не се срамам да го кажам и не се плашам да го кажам. Затоа што јас првата промена на мојата лева дојка ја осетив во јуни месец. 28 јуни, многу добро си ги памтам тие датуми кои што се многу битни, пресечни датуми во мојот живот. Јас ги памтам и после 15 Да. години ќе ги памтите. Јас отидов на контролен преглед на неполни 40 години, не е дозволено да правиш, имав 38, не е дозволено да правиш мамографија. И бев во општата градска болница на ехо, не е нели битно никој ми правил, ништо ми правил. Битно е што следеше кај мене потоа. За да ми биде кажано дека станува збор за хормони. Заради тоа што кај мене немаше како кај моите соборки, да кажам, значи да опипам јас некоја визуелна промена. Мојот тип на канцер беше со цела мембрана. Кај мене само ми се вовлече брадавицата. И толку. Значи главата тоа од остана авион иста. треба да е сомнително. Ми беше кажано дека се работи за, меѓутоа беше се уште мека на допир, значи немаше некоја нагла промена. За да јас на 5 август имам баш во спиење како вас, такво срцебиење, бидејќи се работи од страната на срцето, нели? И до утрото јас добив оток до мојот врат. Имав оток до мојот врат. Буквален оток до мојот врат. За да јас вечерта, благодарение на моите блиски кои што работат во здравството, имам мој браточет кој што е техничар радиолог и тој ми ја препорача докторката Чалчевска и таа беше дежурна и јас појдов сама кај неа на преглед, иако знаев, подсвесно едноставно знаев дека нема да биде, сигурно не е ништо добро тоа што ќе го слушнам. Значи уште не ми беше ни биопсија направена од страна на докторката, кај мене беше на самата и ехо и мамографија ми направи. По изразот на незиното лице јас знаев дека станува збор за нешто ригорозно, нешто тешко и дека јас од тука започнувам нешто ново во животот. За неполни 3 дена добив хистопатолошки наод од биопсијата, се справив со канцер на дојка 3C. Станува збор за канцер кој што е во поодмината фаза. Стар 3C да почнуваше. Значи, психолошки сум многу јака, како и сега, нели, иста бев и тогаш. Се плашев како ќе го примат тоа блиските, затоа што прво беше кој ќе ме оперира, каде. Грешка број 1. Секогаш во животов Грешка број 1. Да, ама јас сум тип на личност, ги гледам секогаш прво децата, супругот, останатите, потоа јас. Си го добила канцерот. И можеби за тоа го добив Затоа си го добила подарокот. затоа што секогаш жените ги ставаат сите други на прво место освен самата себе. И тоа Приоритетите ми биле такви. Тоа што нас ни се враќа назад. Како бумеранг, што би рекли. Сопругот, да му спремам на детето, да го гледам свекорот, да ни постави. Па така, да биде се под конец. Да. Ако не е под конец, тогаш е проблем. Замислете, претходно сум имала јас проблеми кои што биле леле страшни, невидено страшни, всушност проблемот ми започна мене од 8 август. Јас Тоа е девојки мои новата јас. Значи тоа е тоа што да, сите жени сме согласни од било кое здружение и група и се. И еви претходните ваши гости кажаа дека сум другата јас. Не, ние не сме другата јас, ние сме истата јас, не можеме ни да бидеме друга. Меѓутоа тогаш можеби малку сме мижела, па не сме гледале и сме си брнувале малку повеќе време на самите себе. Јас го викам тоа дијагнозата македонка дека не била некој
Може би Ето, звучи знак, грубо, тоа е грубо, знак. шамар. Шамар, да, шамар. Бог Дека одлучил требало дека да се треба да не освести. врати на некој колосек или да не Да ве освести. да Едноставно. да не освести Да, дека освести, да. кои се приоритетите во животот. Да. Јас ви спомнав. Јас на моето семејство му требам здрава. Така. Не си требаш Прво на самата себе, самата себе. Јас имав среќа да бидам оперирана од врвен хирург, кој што за жал работи за Андреј Арсовски. Тука имав таа среќа да, докторката Чалчевска ми констатира за брзо време хистопатологија, добивам операцијата за во рок од 10 дена ми се случи од констатацијата. Како јас не се сложувам тука у тоа каде што се класифицираат докторите на добри Так. доктори и лоши доктори. За мене не постои добар доктор и лош доктор. Јас бев Значи Сато може би имена. некоја грешка што Македонка, се јас бев работи за луѓе. во ситуација да не можам да бирам. Секогаш Сопругот, имаме избор. Затоа што А мене ми ако беше малце доилке правиме, значи секогаш имаме избор. Јас сум таа бунтовната. не знам на 3C дали имав право на избор. Затоа што беше чекор до тоа јас да бидам неоперативна. За некоја да, недела. знам, Заради знам, тоа што меѓутоа- имав некои ултра брзорастечки, некој така ми беше кажано. Ама Се и- тие и- типови на канцери Кој каде што што некаде не преку ноќ можеме може да ги... дојдам до 4-та фаза во која што јас ќе мора прво, вие знаете како доктор, да примам хемотерапија, да го смалиме, па потоа да можам да бидам на И во размислување. 3C веќе треба да се прима хемотерапија. Па да се вади. Па после да се А мене вади. овој така. доктор, да, јас му го должам животот на него, на Чалчевска, му го должам животот и на Бога затоа што ми дозволи да се на самата да имам себе си го должиш право животот јас од душа. да бидам позитивна вака како што сум била и претходна, ама сега да го гледам животот од другата страна малце. Прво јас, па потоа другите. И ако уживам јас, ќе уживаат и сите покрај мене. Што Што е ти даде најголемата вака лекција? сила од внатре за да си избориш со себе? А, Главен мотив. Главен мотив, сакам да живеам, сакам на ќерка ми да и бидам присутна на матурата. Јас сум мајка на две сега 10 и 13 години дечиња. Сопруга сум и сакам зашто да не дочекам златна, сребрена, било каква друга свадба и со сопругот и децата да ги истуркам и прво за себе. Јас ако ми верувате во овие 2 години напредував и на професионално ниво многу повеќе него од претходно. Едноставно Све си се го Се запазав сmaќа дека процесот. животот се не промени. треба да го земе здраво за готово. Здравието може вака да се изгуби. Да. Секој ден е скапоцен. Сите, прво сме ние скапоцени и како што рече Македонка, за да сме тука за нив, треба да се грижиме за себе. Мене еден близок пријател од работа вака ми рече: ќе се сватиш себе, Наташа, како банка. Банката, за да даде на другите, треба да стави прво во себе. Што јас се кршев дали да одам на јога. Мало ми е девојче. После почнав да трчам. Па тоа се Дали ова приоритетите. себичност Да. или не, многу си ја исчистив листата на пријатели. Се што беше Веројатно и сите исто само да сме за го- земање. Вие не сте и исчистиле, самите се енергетски. отклониле, се тргнале од Не, јас од си ја кругот, а исчистив. тоа е ваше, да. Јас Ке си мене ја беше исчистив. друга, значи Така да, точно, приоритети секој си се редат нештата. избира дали ќе биде што дел е најважно. од вашата борба или нема да биде. Да, Вас освен најблиските друг и да го немате нема да ви треба, затоа што најблиските се тие. Меѓутоа, сватив и на и работа. пријателите, дека и може колешките, важно, да. и колегите, значи верувајте ми, значи позитивната енергија од сите си, од секого ја собирам. Негативната нека си остане на тој кој што си ја има. Така и јас ќе бидам поведра. Јас се будам сега наутро полна со енергија. Уште еден ден доживеав. И секој нареден ден е ист. Така, јас затоа дури мислам дека не треба човек, ја речам тоа, така сум си го сватила како мото во животот. Јас дури сметам дека на некој начин, условно кажано, мене услуга ми направила таа диагноза. Јас сум се разбудила, ако сум била улюлькана и сум мислела дека не знам треба да се брка кариера. Треба да се биде и дома, ама ама на работа да не остане нешто таму не завршам, да не остане овде нешто не завршам, сопругот стално ми каже не мора да си 110% посветена и на постдипломските и после тоа ги завршував. И на Фамилијата, значи да. намали на 98% и пак ќе биде се окей. Овој шамар вистина ме освестил што е најважно и кога велиме на здравје, што значи тоа вистински. Мислам дека луѓето кои немале
таков посериозен проблем во животот, не знаат тоа на здравје што значи, и кога посакуваме нели во честитки за нова година, за роден ден, пред се здравје, дека тоа е банализирано, го кажуваме како празен збор. Како фраза. Кога човек ќе го Како помине фраза, ова искуство, стварно сваќа дека дури имам грип, ми треба 3 дена да лежам, ќе лежам 3 дена. Значи, понекогаш. Ако, нели, јас сум полна со енергија, ама дека треба да се ставиме себе прво. Вистински на прво место. Мислам дека тоа посебно за жените и посебно во нашето опкружување е тешка работа, ти се смета за сега како имаш ти време да се грижиш за себе си, нели треба за сите други да се грижиш, меѓутоа прво за себе. Таа грижа е најважна за да сме тука и за другите. И да, секој ден вистина е дар. Вистина не знае човек кога може да му се случи нешто. Прво дури ако е здрав, а второ ако е поминал оваа диагноза и Повеќе си го цени се животот. истрошил во тоа, да, оти е напор тоа, колку и да го како да кажеме, јас си го минимизирам. Некојаш знае да ми каже сопругот ти се однесуваш како само да си имала операција на Тоа како ќе го умник, прифатиш, а не на... така ќе го доживееш. Апсолутно. Истото го направив и јас. Од моментот на операцијата понатаму борбата знаев дека станува збор за животна борба, дека таа ќе трае, дека нема да биде како вирус, како нешто што е денес го имаме за 3 дена поминува, за 5 поминува и тоа е тоа. Може би цел век ќе трае. Зборам 10 години ќе трае борбата, 12, 13, 15 и вие се уште имате борба некоја во себе. Апсолутно. И доживотно ќе се Да. бориме. Значи тоа е само што- новата јас. Одиме како што го чекор кажам. наназад и опрезни сме, баш внимателни во однос на тоа што се случува. И не спиеме, значи имало можеби претходно периоди и јас самата, на пример, јас не сум имала претходно преглед на дојка. Стално сум велела, имам многу блиска пријателка, старосватица ми е, која секогаш доаѓаше од Гевгелија, доаѓаше овде на прегледи гинеколошки и одеше на прегледи за градите и стално ми викаше кога ќе почнеш ти. И јас стално ми викав, моите гради никој не ги допира освен мојот сопруг. Стварно сум за нигде као, сега ќе појдам, утре ќе појдам, абе на клинички преглед макар. Не нешто повеќе. Не сум како да кажам, не сум се сумнела, затоа и велам Мене ни на сега крај им памет велам ми на доаѓало жени, дека би била апсолутно. јас. Сега им велам на жените, пошто дури и ние кога би имале идеален скрининг во државава. Значи идеален. Не Скринингот постои идеален. почнува Не на постои. Значи 30. тоа може преку ног да се случи. Значи може ама денес да има- сте ама чисти за девојки недела има дена на да има. 20 години Има и на со 16. Така. Еве, Значи јас имам затоа информации. велам, Има. Вие имате и затоа по највеќе велам, информации. Треба секоја најмала промена кога не му е на човека ујгун да појде на лекар. Да не Докторите, кај вие нас сте се за тоа? чека Да, обично кој ќе е нож до коска. Е така. И Така, затоа не не се, Наташа, се јас да излага. речеме од мои 40 години почнав да мина и на мамограф. И одев се до моите 45 и кога реков доста е, мене викава не може да ме најде. И јас си останав дома, значи не Стварно? Да, но јас одев редовно и и мамограф. И реков 40, значи не сум била подкована. колку време На пројде жените- после тоа? На 50 го добив, после 5 години. Затоа се скрининзите меѓу 40 и 70. Да, ама многу Па малку да, во а што нашата прави- држава. Еве, јас си сум престанала тие рано. Во нашата држава многу малку се зборува. Значи ние многу имаме Да. малку. Јас ја поздравувам докторка вашата, Да, вашиот да, јас подкаст исто Зрак, многу, да. затоа што ова требало многу порано да се случи. Жените, ајде ќе кажам, веќе имаме и мажи со карцином на Точно. дојка, не се само Широк жените. е. Ова требало многу одамна да се случи. Жените немаат, не се информирани, не знаат, значи појма немаат што треба да прават, каде додат, каде да Како се да е обратат. табу тема, такво Да, чувство како имам, да а се не е уште нешто табу што... тема, точно. они се кријат. Па јас сум имала случај каде што жената од сопруг открила 3 месеци дека има карцином. Тоа е страшно. Многу 3 има, месеци многу и случаи после има. операција Многу. она му кажува дека ствари веќе се Да. оперирала. Јас и најголема грешка што мислам дека ја прават затоа што имам премногу искуство од жените во групата. Нашата група е над 5000, веќе 5300 жени. Од нив да кажам дека некаде 3000 нека се оперирани. Другите две нека се мајка, сестра, Така, некој информативно што биле тука, да, да, некој се што сака интересира, да се знае. нормално, да. Сите кријат. Значи 80% од пациентите не кажувам на мајка ми да не се секира, не кажувам на овој да не ме мисли. Јас прво што направив кога дојдов од болница, го поставив ручекот, сопругот, ќерка ми им реков, овака се фанавме за раци, им реков јас имам карцином. И овака со ме погледна. И
Керка ми почна да плаче. Значи она Тоа е беше нормална девето реакција. одделение. Да. И она ми вика, ти мамо, ќе умреш? Не, нема да умрам. Сите заедно. Ќе се Значи избориме. не можете патот да годите сам. Таа е болест на Мама ќе фамилијата, биде на добра, ќе семејството, биде на здрава, ќе близките. биде Така е. се окей, ќе помине, меѓутоа вие ми требате и ние мораме заеднички Да се избориме. да се избориме. Така е. Мојот сопруг ја собираше мојата коса кога фризерката ме шишеше и беше до мене. Не пропушти хемотерапија. Така е. Моето девојче знаеше се, иако Исто. што не можам ни до ден денес да си го простам, јас како мајка, трчајки по ехо, по резултати, по биопси, да не сватам колку она уствари пати во себе. И кога само ми рече, мама, јас правев тест, извадив двојка. Затоа се Мама, не осцилации може. кои што ги Она има. уствари не можела да се Нема концентрира. концентрација нормално. И тогаш сватив колку нас не е потребен психологот и колку психолозите дури веќе се изборив за психолог и го имаме од 2019 го имаме на клиника за онкологија. Јас сметам дека и психолозите посебно во основните училишта треба да разговараат со децата чии родители се запорани од карцином. Нешто што Министерството за образование треба да размислува на таа тема, Треба да затоа се што доближи децата до- највеќе патат, да. ние си ја со својата болка, секој со својата, децата се мали, не Мора да знаат. одат во училиште. Да, и за Животот да продолжува, разговараат. животот продолжува, да. Точно. Трауми пред така 2017 некаде на крајот јас се уште одев на хемотерапија. Една мајка читаше писмо од своето дете, што не можам да го заборавам никогаш. Првиот пат ја скрила болеста затоа што детето било малечко. После 2 години добива рецидив. И она крие, јас ќе одам кај баба, ќе одам овде, ќе одам таму. Децата сега се знаат, и од децата не можете ништо да скриете. И кога она го добива рецидивот, и она и праќа порака, она ни ја читаше пораката на телефон. Дека јас, мамо, знам што се тебе ти се случува. И јас те слушам кога ти поврекеш окупатила. И јас знам дека ти немаше коса, дека не беше твојата коса. Што проживувало тоа дете тие 2 години? Че кој пекол го живеело? Затоа сметам дека психолозите, наставниците треба да приметат промената кај детето. Добро се споделува информацијата кај мене И од- беше тој случај. Јас И затоа почнав гласно, тоа Информација. беше еден од мотивите да му почнам јавно да зборувам, јавно да настапувам. неопходно Јас е не да се срамам. зборува. Неопходно е многу да се Значи зборува. мора да се зборува. Ако не се зборува, се потиснува во себе, а не сме сите не се сите пациенти вербално јаки, меѓутоа за слушање се сите јаки. На секој му годи да слушне туги искуство, да мора се да споделат зборува, информации. значи мора да зборува. Мора да се зборува. Докторката знае онај веќе одамна на клиника дека ние сме една пресвртница на онкологија. Мислам дека клиниката за радиотерапија и онкологија е, можам со гортост да кажам дека е времето пред нас, Да. после нас. Тогаш кога јас отидов 2017, може би еве на Наташа да каже повеќе, не знаев каде влегувам. А сега дојде на онкологија, па која од која е поубава. Библиотека, Си направивме библиотека на онкологија. психолог, да. Си имавме психолошки, со докторите во амфитеатарот еднаш месечно. Реновирана е дневната болница. Докторе, сакам да ве прашам, така ни се викаше таа тема и се собиравме горе во амфитеатарот, бидејќи немате време, ние знаеме колку сте ви Да. ангажирани. Па се што треба ќе го составиме на ливче, па горе ќе имаме дебата со кој доктор е слободен. И така да сите тие работи, што јас нешто знам да одговорам во група и да ми речат, па ти не си доктор или се правиш доктор. Јас сум ги слушнала доктор. И затоа си земам право. И Да, уште ама нешто, многу мислам, многу е често. кратко времето, што е само и ќе ве Не, оставам, не, сакав да кажам, ти често знаеш и во групата да кажеш, кога прашуваат жени што да правам, јас ова имам, ти им велиш, прашајте доктор. Да, да. Има работи за кои Да, пациент не не сме ние смее да тие што советува. мораме да Точно. ги... Не смее. Однос, Точно. и јас реагирам секогаш во однос на Најлошо праќање тоа, резултати кога и извините, прекинав, што сакам мислиш да дека кажеш. Да кажеш. Сакам да кажам дека во наша ние сме единствена група. Мислам дека во регионот каде што сме пациенти, доктори, персонал од онкологија, дел сите имаме од заедно министерство Да. и ние сме сите заедно. Да, точно. Тоа е Како што една треба. алка Така е. што мора да биде и сметам дека сите проблеми што ги имаме ние како пациенти
тие како доктори треба да ги решаваме овака, Заедно. на маса. Тет а тет А заеднички. не со пишување Така и со Да. сега последниве месеци слушам дека ова бараме, тоа бараме. Сето ова што сега се бара кај нас го стои во архивата и на влада и у министерство како барање поднесено се тие работи што сега ги бараат овие новите што идат, што не знаат што ние сме направиле пред толку години. Се случи короната и можеби за тоа и не се запознати жените, не знаат. Меѓутоа, еве, нека влезат во групата. Нека прашаат, да не молчат. Значи, било што, колку да смета дека тоа прашање е наивно и неважно, постојат и наивни небажно, прашања, небитно, поставете го, прашајте го. Па дури имат опција горе и да биде постат анонимен, ако Да, не така, сакате на нели да Facebook, да ве читаат. Нешто малку може да ви спаси живот. Апсолутно. Значи, едно обично вадење на зап знае да направи проблем, Да. ако претходно вие не сте припремена за да одите на стоматолог. Да, мене ми се случило во последно време мажи да ме прашаат, загрижени за своји мајки, сестри, и ми ја препорачувам групата. Да, И и имаме прашање. сите се пријатно, како да кажам, неизненадени. Многу се чувствуваат охрабрено кога ќе видат дека не се сами. И дека нивните дилеми ги делат и други и имаат кого да слушнат искуство, да слушнат насока, да слушнат кај кого да се обратат. Често тука се споделуваат искуства, ма пак ќе кажам за да знаат кого да си прашаат од стручњаците. Секој случај, нели во светот дури се смета дека ракот не е болест, туку е група болест. Дека има подкатегории, она што кај вас било диагностицирано, е сигурно Сите 100 пати се поразлично од различни, кај сите мене. се различни. Мене Сите година се различни. Да, Секој пациент е приказан за себе. Да, значи Точно. не може да се следи Ете, така, јас да како- правам да. истото што И сте не го може да правили биде или истото, обратно. може би кај некој следен пациент што ќе има сличниот проблем како кај мене, може би нема да биде 3C, може би ќе биде порано, може би нели не дај Боже покасно. Се е тоа Индивидуално, да. Да, Ама, меѓутоа треба ама е важно да знаеш што да праша човек, пошто пак ќе речем, тогаш превенцијата не знае како човек. превенција би напоменала како најказен Превенција здрав живот. А, Нема превенција. секоја млада девојка, Што значи мајка, здрав живот според вас? Да се како внимава на спомнав. храна, мислам и за тоа си има правил, има еден европски кодекс на здрав живот. Цигари, јок. Никако. Ајде така. Ако сте пушеле, веднаш да Физичка престанете. активност. Физичка обавезно. активност, храна во смисол колку може повеќе свежо, свеж зеленчук, свежо свежо овошје, овошје. минимизирање на месни производи, само минимизирање на преработени. шеќер. Јас Преработени месни да, 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 апсолутно, да, значи само јас оние сум кои голем што месар, се баш апсолутно. преработени. Да. Е, така. Значи, меѓутоа, алкохол исто, минимално, по можност ич. Јас стално велам, здравието не е само физичкото здравје. Физичка активност, апсолутно. Европските асоциации сметаат дека на тој начин со примена на такви некои да речам обични правила за здраво живење, дека до 33% би се намалила инциденцата на карцином Така. во рамки нели на Зашто генералната се вика здраво популација. тело, здрав дух. Да, и Точно. сум пробала тоа и да го применувам, Така. ама исто или дури за мене и уште поважно е менталното здравје, Психолошката состојба е 50% по мое. Стрес. повеќе, Издвојување на намалување на Да, ама стрес, стресот да. се намалува со физичка активност. Како ќе си ги со, знаеш, се распоредите во намалува главата, стресот. во Не умот, е како само- ќе си да. ги распоредиме работите кои што ни представуваат или не ни представуваат, стрес е многу битно. Апсолутно, ама Затоа што стресот кога е ќе поминеш хемија, си така, состојбава, стресот носи Знаеш дека не адреналин. постои поголем стрес од овој. Од болеста. И све што е Да се научиш да понатаму, живееш. значи со ќе болеста. прифаќаш да малку се прифатиш, да си ја прифатиш поедноставно. едноставно и да научиш да живееш. Знаеш, Дека си за го било поминал што тоа. да смени човек, мора Точно. прво да го прифати. Така. Така, значи треба да се прифати се диагнозата соочи и со дека не е вистината. страшно. Да. Тоа што Тоа е спомена многу битно. Македонка, јас на пример исто почувствував дека камен ми падна кога во брзањето да се направи подготовки, мене 2 дена пред крштевката на керката на 28 август 2009, 2 дена предходно ми ја дадоа диагнозата. Лекарката која ме диагностицираше ми рече подитно сега операција, си реков, а смеам ли на крштевка во петок? Кај кого сте ми вика на крштевка? Тоа беше среда. И викам, ние правиме крштевка. А па да, се разбира, ама немојте после тоа многу да чекате.
петок беше таа голема Богородица, следниот петок, јас сум на 4 септември ствари оперирана. Во сите тие брзања се сеќавам дека ме однесоа на ехо, нели како подготовка се прави рентген на плуќа и ехо на абдомен. И докторката што ми правеше ехо на абдомен вика: "Што е толку итноста, вака што сте ме збрзале за да дојдам за..." И јас си викам, предходно сите ми вика, малигни неоплазми, вакви такви промени, значи се е тоа во латинизми завиткано. Јас реков, имам рак на дојка и ми падна камен. Значи човек прво треба да се соочи и да ја прифати ситуацијата, ама од друга страна, тоа за зборувањето дома, таа тетка што ја споменав, кога се лекуваше пред многу години, таа сега внучиња чува, се има оперирано исто на 33 години, а затоа си врте во памет дека има некоја врска тука. Таа кога се оперираше, мајка ми многу и помагаше во третманот после тоа, кога закрепнуваше. Кај нас дома се зборуваше, пошто медицинска сестра мајка ми, таа зборуваше дека е оперирана од рак на дојка, таа моја тетка исто дека има мастектомија. Значи беше распакувано, да кажам, тоа што значи ракот, и јас знаејќи дека се помина во ред, дека таа е сега во ред, мене тоа на некој начин исто ме подготвило кога мене ми ја дадоа таа диагноза, да не паднам од столче и да не мислам дека тоа само поплекува. Затоа сметам дека треба да зборуваме и не ја носев периката, сакав луѓето да знаат дека низ рак се оди исто, се поминува, ќе пројде. Тоа е состојба. Така, ќе помине и дека тоа е нешто што после тоа може човек да живее полн живот. Исто, после тоа магистрирав, на работа сум напредувала, се решивме да не ја шириме фамилијата, да немаме повеќе деца, тоа беше заедничка одлука со сопругот, меѓутоа работам со образование и сметам дека за многу деца придонесувам да им биде подобро искуството во школа и сум си го прифатила тоа, пак ќе речем од некои причини, мислам дека таа лекција, еве да не биде шамар, требало да си ја добијам, зашто сум била во многу некој филм, дека треба нешто да се постигне, дека треба нонстоп да се трча. Човек треба да знае и да најде баланс во животот, да си најде среќа во обичните нешта, да се грижи за себе и во таа грижа за себе и за другите, да си ја најде и среќата и да вистина да сме благодарни што сме тука. Мислам дека инаку го забораваме тоа. Ние сега повеќе се грижиме за своето здравје од здрави луѓе. Така е нормално. И сметам дека тоа ми е претходно мислам. Ете така. Така е чувството. И затоа мислам дека можеби од наопачки, меѓутоа дека тоа всушност на некој начин ми било ај сега да не биде претерано среќа, ми се паднало, јас викам ако ви се падне, ако во животот сте имале среќа на лото да ви се падне рак. Ракот на дојка е еден од најпознатите, со највисока стапка на излекуваност и да речам, еве, вообичаен, тоа е лош збор, меѓутоа познат, треба човек само да се мобилизира во ред, окей, така и мене ми беше кажано од еден пријател што е патолог, овие 6 месеци ќе ти бидат тешки, ќе ви бидат дома тешки. Спременте се, стегните заби, се ќе биде окей, ако се мобилизираш, се фокусираш на лекувањето и мислам исто дека повеќе од 50% е тоа да си каже човек дека ќе биде добро и да работи на себе за да му биде добро. Така е. Психичката состојба е многу важна, менталното здравје е многу важно и одлуката дека јас ова нешто ќе го победам. Јас ова нешто, ќе го поминам и тоа се тие хормони на и да се разбере само тоа посветување на позитивни нешта. Побара помош. Тој кој што не може да се справи со вистината, пациент, сеедно. Дали е психолог, како што рековте, психијатар, воопшто не треба да биде пречка или табу да кажеш дека треба да посетиш за да се соочиш полесно да ти олесни. Затоа што ако не можат блиските да ти помогнат, затоа што јас ќе мене најтешко беше не болеста што јас ја дознав како диагноза, да погледнам во очите на моите најблиски страв. Во очите им гледаш страв. Јас од своите деца се обидов на некој начин да се зацкријам. Дека што се случува, ќе ти изгубат најверојатно тука изгледа тоа. Јас сакав да купам време, еве конкретно зборувавме за женските деца. Јас имам машко и женско. Значи, сакав да зацкријам, односно да купам време за некој период, се дури не почна да ми паѓа косата. Затоа што имам, моето женско дете е со скриени емоции, не покажува. Таа се смее постојано, а во неа тлее. За да јас потоа дознавам дека таа секоја моја фаза ја истражувала на интернет и дошла до моментот мастектомија.
Да. Да, јас имав сега среќа, Јас што беше да многу добијам мала прашања. керка. Многу беше мала и не се Да, сеќава на ништо од тоа. 12 години децата се им е достапно. Да. Јас добив Со прашања и добив констатации кои што јас сакав да ги кажам во определен период, меѓутоа таа веќе ги дознала. И тука сгрешив. Да, се Подобро разговара. да се разговара, на време отколку да се детето зборува, само да истражува дома. Затоа што јас баш тоа го направив. Им кажав, јас ќе бидам добра и ќе бидам тука уште долго, не се секирате, мама ќе помине, себе ќе помине и повраќањето и хемотерапиите, и се поминува. Јас ќе бидам добра, како што сум и денес. Да. Меѓутоа е многу битна таа поддршка од семејството. Јас никогаш досега кога сум говорела јавно не сум кажала дека мојот сопруг беше рамо до рамо со мене во болеста. Значи јас нема време да се спремам психички ниту за операција, ниту за ништо. Тој веќе имаше све под конец, што јас ќе пијам отпосле. Истражува по интернет. Странски некои веб-сајтови кај што има нели алтернативна медицина, што да се користи, што треба да пиеме, што да јадеме. Многу е битно да имаш десна рака во целата таа борба. Да, Многу е сега битно. имаме и докторките кои што се толку отворени за тоа соработка, сакам да го толку напоменам. достапни. Јас да ви благодарност од сите Така е. членови на Љубов сме. Сега не може да се да бидат присутни, еве јас во името на сите вас да ви се заблагодарам вас, на доктор Мери, на доктор Илир, Така. на сите доктори, на другите шалтери, на гастро, на Достапни дека секогаш. сте стварно достапни и сестри, сте прекрасни. Речеме на запад знаете како функционира, даваш документи на шалтер, ти даваш што да правиш. Емотивно немаш- пристапувате со да. секој пациент. Да. Затоа што знаете, ние кога влагаме кај вас, кој Да, да е, да. Секој е дека збунет. Ама они секој е знати на збунет, некој не знаат прашање, дека еве сега не знаат. ќе откриеме на мала тајничка дека ако некој постави прашање, јас не знам да го одговорам, па ќе ускака некоја докторка, па ќе ми каже упорака Македон, кајде нека дојде утре, ако веќе се сумнева дека нешто не е во ред, нели? Така е. Па тука ги позади ги правиме тие, нели, да не се чита. Тоа е уствари таа мојата подирака, не си Поддршка, сам, апсолутно. затоа што поддршката Така не е во велеше Виолет Да, Подерак, не е поддршката да јас дојдам денес и овде ви дадам ова. Тоа ќе се заборави, веќе утре поминува. Меѓутоа подадената рака, сите 11 месеци, Поддршката. Освен тој розов октомври, што јас искрено не го И јас сакам, не го верувате ми И дека јас не го сакам веќе сакам. втора година поред, само Дајте- тогаш се зборува, само дајте тогаш се секаде. наметнува. Да. Јас сум Не, го кажала цела и у година, болеста собрание нас- секаде. Дајте 11 месеци да работиме на превенција, да бидеме гласни, да бидеме бучни, да апелираме, Да се прави некоја трибина каде што зборуваме ќе дојдат повеќе секој млади, месец. да се Така така и се да би превенира. врегли и во школите кај поголемите, така е, кај поголемите така е. девојчиња. Да. Во средно школа, во средно училиште. Може тоа како програма да Може се да се направи, направи. да се научат на само прегледи уште Да додека се разговараме, помали. да разговараме со децата. Не постои срамно. Не. Да, било што прва нещо. година во Тој средна школа може разовиот- веќе само прегледи да се разовиот научат да да се си го прави. славиме на зголемен број на излечени пациенти. Јас така го замислувам тој розов. Морталитетот да го спуштиме на минимално а ние ниво. имаме 30 Ама за колку морталитетот сме. да се спушти, треба да се спушти, да се крене Треба Свеста. раната диагностика, Да. зашто излечив е 100%, ама ако се Скринингот, фати во точно. прва фаза, ако се фати во напредни фази, не секогаш Скринингот е нели многу исходот е. важен, точно. Значи за да се симне тоа потребно е многу порано да се диагностицира. Така За е. да се диагностицира порано треба да функционира скрининг и да одат жени Добро, тоа е цела асимптоматски. алка, цела нишка која што треба цел круг. Да. Од нас до вас, до Туракална, до било која друга. Ајде пак јас уште малце извинете, Ајде, јас да, упеѓам. да. Значи еве кога веќе дојдовме до скринингот. Сега во моментов тече програмата за скрининг од Министерство за здравство. Има некаде околу 12.000 пријавени жени, замислете само 6.000 се пријавени Ето. на термин. Да. Тоа е Другите не се појавиле. застрашувачка бројка, Да. тоа е застрашувачка Знаеме. бројка, со тоа што И не ги откажуваат не ги термините. откажуваат За да некој термините, друг да си на добијат нивно казна. не место. ги откажуваат, Да. а го зимаат Постои нашиот такво нешто. термин, го Постои зимаат такво нашиот нешто, термин. да има што- забрана наредните 3 години да не може да направи. Може Не, тоа да го не е направат. забрана. Не, Од не. забрана Може, после да. може да Преку се скринингот. диагностицира. Не, се плаќа казна, тоа е непочитување Казна, на времето. точно. Или да Казна имаш е право да го тоа. искористиш правото на скрининг следно. Не треба да помислат дека некоја жена Себично што е треба да малку оди да- на контрола го зима незиниот термин. тоа е Значи, она себично. нечи живот уништува со тоа што не го откажала. А може и терминот. себе си да си прави проблем, луѓе, може таа истата ќе дојде после 2 години со диагноза Многу полоша од претходната. Апсолутно. Да, да. Значи јас сум затоа за казни. По мене
Значи, сум не си може дебатирала полу со од себе и пациентите со да имат надвор, проблем, не, да се значи, појават не на може, период. менталитет, кога се збори нема Тврдам менталитет. дека секој што побарал има проблем. Зошто би побарал Скринингот одат скринингот? здрави жени. И за здрави. Здрави, Да, не, но не, тие тоа е со- 30% може ќе има констатација според периодов наназад како што е. Значи знаеме Па, колку доста е има големен откриени, бројот на доста пациенти. има. Јас се Многу, разговарав многу со има. докторките, Кажете да, колку има има вие многу, како има сега доктор. со многу скрининг. откриени, да, нека Со на скрининг Откриете Многу 24 оваа повеќе година има. 5000 има констатирани нови. Лани имавме 5000 нови Оваа година? диагностицирани, Многу има оваа сега на година имавме скринингот. 900 само јануари, февруар ново пријавени на онкологија. Да. Значи Тоа тоа е језива бројка. голема. А замислете, имаме 30 и кусур години назад превенција и розов октомври. Значи вие превенирате, Веројатно поентата не зборувате, е, ама не е бројкава постигната на целта. заболени- Каде грешиме? Каде е грешката, Негде доктор? имаме пропусти. Некаде има Веројатно како пропуст. како народ. Значи, вие одржувате трибини, зборувате, кажувате, објаснувате. Торакалците објаснуваат, зборуваат. И сега наместо да се намалува бројката на заболени, каде да се расте? Расте, Треба да. да се најде каде е проблемот. Ние мораме да го констатираме каде е проблемот и да го решиме, затоа што не постои неизлечлива Види, болест. Македонка, ние сега вака зборуваме, апелираме и све тоа, ама верувај ми, има и многу пациенти што не се јавуваат на преглед. И воопшто не се јавуваат, они ја кријат болест. Што го зборуваме на Тука е почеток. целата работа. Значи треба да Затоа се што- детабуизира. Тоа е болест како да. било која Многу друга треба да се артрит. посвети според мене внимание да посветат повеќе матичните лекари. По И тоа е една околните грешка. градови. Да. По околните А тоа го градови. зборувавме- Со матичните лекари треба повеќе се разговара. Затоа Може што треба секој и ние пациент како онколози да разговараме. домакинство посетува највеќе матичен доктор. Да. Мислам Матичниот дека е сега повеќе ќе им се даде Со Мислам дека намалености треба на повеќе на матичните, матичните како треба да се разговаравме со докторките од разговара, скринингот. Да. И сите сме Мислам согласни дека во тоа тука- дека пропустите се тука. Затоа што Да, дури затоа па што- еве и нека се воведе како задолжителен ајде да кажам некоја контрола дека тој картонот треба ти стои дека Е, ти си така. била на Да, мамограф точно. оваа година. Затоа што јас И колку ако што си знам била, треба гинекологот, да те упати. гинеколог како гинеколог треба да те прегледа. Така? Па и тоа е пак Да. дали ќе одиш или нема да одиш. Значи, Не имам во одат- група не одат- жени, ми јас вика, имам јас не сум воопшто читала не да ми одат- кажете воопшто дека не сум одат на родила. гинеколог. Од кога сум родила, Исто. не сум Многу била на жени Јас ги тоа гинеколог. прашам во кажуваат. амбуланта исто. Добро, да, Не јас одат- Ме познавам боли исто дојката, личности дали кои што може да имам дали може да Не имам одат. карцином, Ама не тоа ме од прашаат. старци Може. осудуваат дека дали може да имам Што е, треба да карцином кажам. на дојка. И А добро ти е да беше имаш, на не е доктор? тоа Не. нешто што А тебе те болеше? Не одат на прегледи, Не тука е одат. целиот Не проблем. одат. Тука е Зборувам проблемот. повеќе од тука во Скопје, главниот град друга е, подруга, ама во Потешко е во внатрешноста. внатрешноста. руралните е, средини мислам дека таму е баш табу. баш, Гинеколог, Затоа сметам дека нема- тука барем матичните лекари би имале Велес не повеќе е мал влијание. град, ајде да кажам дека Добре. сме малце поголем град. Јас на почетокот кога почнав да влегувам на онкологија и кога ќе ме видеа мои сограѓанки, они се вртеа со грбата, не ги видам дека се таму. Тоа е Да. некој. Да. И јас овака баш ќе се завртам да ме видат. дека Ама ме не е излез поздравиш од тука болеста, ти. срамот не е решение, ниту Да, па и излез од верувате болест. дека буквално ме одбегнуваат на улица кога ќе ме Добро, видат. тоа е лично некое Они се срамат затоа Се што се срамат, се таму, јас срамат. така тоа го Се сваќам. срамат, А зошто точно. да не каже, да, јас сум болна, меѓутоа еве ме дај Добро, па оди. јас ќе кажам дека јас сум го осетила и моментот да се плашат, да те прашаат како си и што си. Не блиски, било кој. Јас сум отворена и на некој на улица да ме застане што ме видел некаде каде гласно говорам, да ме праша било што да го интересира, јас ќе го споделам. Јас не се срамам од ништо. Го сум го почувствувала на своја кожа моментот како си, како помина и сега не доаѓаме до поентата која е суштината на прашањето како си. Прашете ме директно како е помина, која терапија ти беше, што примаш, зашто примаш, кој тип на канцер, хер позитивен, хер негативен, што примаш сега, каков тип на инекции примаш сега, дали пиеш анастразол или од другите. Било што. Да, Да. значи тоа не е нешто што јас Не сакам да сака го споделам. разговарат. Не разговарат. Не. Ние дори имаме и пациенти што се веќе оперирани и со хемо они не ја прифаќаат болеста си уште и не сакаат да разговараат, што е уште една грешка. Се со неколку жени, мои сограѓанки сум разговарала и се им кажувам, знаеш дека тоа треба да си одиш веќе на се кажува докторот што Точно, треба, наредно, не меѓутоа контроли, да. и од наше искуство, па да Да. ја кажам, Така е. да не зима се и се што, да не верува на сите тие бабини лекови,
Затоа што толку Има сум се одредени суплементи изнаслушала, што треба да ги докторка. внесуваат, ние за Толку сум суплементите се не сме изнаслушала, треба да се внесуваат, како Да. да се внесуваат. Да. Првото нешто што го слушнав, керка го бараше за нејзиниот татко со карцином на бели дробови. Она купи легло на бубачки од Белград, Сум го слушнала тоа, да. 200 евра. Да се Ги користат секакви размножува. алтернативни. Бубачки. А некој не знам Ги како се го вика. да во кутивче. Добро е, во Не ја сум немам си Ти си узела, го не, купуваш не, тоа пак, нешто- јас се сум се изнаслушала. Го купуваа легло за Јас сум го 200 евра. Тоа 200 сопругот евра, мој да. се информирам За да може да го повеќе, пробута живо, мора живо да биде голтнато. Да. Го ставаа во капсула и во голта. Тоа се пие негде како месец 40 дена Да, да, колку. сум читала. И викам, Боже, да, јас то ова што до сега не ми правите? кажал. Значи, Имаат докторка, може страф од нас да ни кажат. Значи, може, мојот ти си го знам. месенџер, ако Сигурно. го отворам, јас ќе напишам, верувам, една ден книга со сите тие вистински Да. работи Кои што пишани. се нормални што или се абнормални случувале. или... Да, па од многу работи, ние сме едно многу убаво тло за заработка. И така да има периоди тогаш беа активни тие бубачките, па потоа ќе се јави нешто друго, па трето, и секој гледа да добие пари на нашата мака. Јас тврдам и верувам во нашите доктори, Така е. и сметам дека ама као ја не се излечив од хемотерапија, јас пиев канабис, да речеме. Да, ма тоа А треба да се реагирам, разграничи да, што Чекај што сега, прави дали ти во исто хемотерапија? време Они не- пиеше само канабис или одеше и на терапија? Па ти од кај си сигурен што ти помогнала? Дали хемотерапијата? точно. Дали? Значи има таму некој што работи. Јас им верувам на докторите. Видете, тоа е Јас до ме- ден денеска, 8 години, јас немам, верувајте, земено ништо. Ниту сода, ниту суплементи, ништо. Јадам салати, јадам супи, се хранам здраво, живеам како што и предходно, Претходно, си ги така. правам контролите што се мислам единствено нешто што можеме да го држиме. И ако нешто се појави, не дај Боже, да го веднаш уловиме да се- на почеток, па за да Така. можеме да делуваме, Така. а не да лупеш пари, купи ова, купи она. Првата жена која што ме мотивираше да почнам да разговарам со жени, беше 5-та година оперирана, а јас тогаш тасе и не гледала на слики како ние у јавна собе си правиме дешавки, собиранки, кафенца, ова, она. И у 1 саат вечерта ми вика дали може да ти се јавам. Да, вика може да ми се јавите, звони. Весна од Штип. И вика јас кога ве гледам колку сте вие насмејани, вика ја ви се восхитувам и сакам да бидам со вас. И јас рече 5 години нит сум разговарала со никого. Јас вика кафе се немам напиено. А зошто викам се немаш кафе напиено? Она уживала во утринското кафе. Така. А веќе го оставив. А зошто Весна го остави? Па затоа што има шекер. А јас пијам кафе со шекер. А шо смета ако имаш едно лажиче шекер у кафето? Па ракот се храни со шекер. А кој тебе то ти го кажа дека Све што е во граници на нормалното. Нормалното, И све што е нормално, да не му ствараш дополнителен стрес на организмот со прекини на некои работи кои што ги Ама си жена конзумираш. во кој хаос живеела, значи нашата група Да. не беше. Така. Други немаше каде да И таа све праша. што слушнала, оттргнала од себе и Она на кога крај ми сликаше Да, во да, кујната што има и што пие, имаше Ама не е рафтови тоа. од горе до доле. Она не Она може во цел текот на Божи денот да ден го не- испие Ама тоа сите не тие е таблети доказ сигурно. дека некој ќе издвојува победа или не. Не, жената почина. Значи, жената А, почина, ама почина срекна. Имаш и сега една пациентка што И беше ми почина- најсирова исхрана, значи само зелено, свежо, сирово. Не сум таја, да си Не. кажам сега Сакам да не да биде. кажам. Значи, Значи, јас исто сум и меса. таа доби метастази, значи јас упорно наметнувам и кажувам дека не постојат правила. Нема Точно, правила. нема Значи, правила. само еден горе, Бог, знае кој колку и до кога ќе Океј, тера. ама само да Точно. тука би Тој додала сме за да правите. не да нема Точно. забуни дека конвенционалната медицина, како што вели Македонка, е таа на која треба да ја веруваме. Јас стално велам, Секако. ако Медицината некој базирана мисли на дека докази, некоја медицина бубачка базирана Македонка, на не, докази, Јас мислам така дека викам, постојат прво, заблуди и докторите, дека па потоа ние луѓето ги можеме- возат различни финансиски интереси и не гледаат како потенцијални муштери за да ни продадат некоја приказна, тоа Ама постоело наши и избор е постои дали ќе го уште. купиме производот или не. Ама Сакам да купуваат се. кажам Да, дека затоа дури што и се фаќаат за купувањето, сламка. дури и Сите се фаќаме за купувањето сламка, спас. наместо медицината не е во ред. Не. Значи ако некој верува во сирово, нека пие. Да. Тоа нема да му наштети. Право на избор. Меѓутоа, Секако. ако рече нема да примам хемо, ама ќе пијам само Не, сирово, тоа е веќе
Значи сум имала и такви пријателки што им било кажано во странство, Да не ваша одлука е, дошле тука, се консултирале на онкологија им рекле, земете терапија. Мене ме прашале, сум кажала, земав терапија. Па добро, ама јас ќе бидам ќе ги заменам, не знам, млеката со млеко од бадеми, месото со не знам што, не знам, значи на само промена на режим на исхрана. Ги испратив тие пријателки. Значи медицината и лекарите се тие кои треба да не водат на тој пат. Оние што ни се сопателци може пак ќе речам да не посоветуваат како тие правеле за да знаеме што да прашаме и каде да си ги бараме одговорите за сопствената приказна. Што нас и психички не мотивира, пошто пак ќе речам менталното здравје е врзано мора секој да има. Е врзано за физичкото здравје. Јас од пред неколку години почнав да трчам и кога ќе ме прашаат зошто трчам, велам затоа што сум си го ветила тоа на себе. Значи има тука еден дел на мазохизам, кој ќе треба да станете на -4 да истрчате во 5 саат са бајле, меѓутоа кога ќе се вратам сум на допамини, окситоцини и викам секој си има своја дрога, полна со енергија и јас знам дека тоа нешто го правам за себе, сум си била верна на себе и дека тоа ми е битно за физичкото здравје, ама е ментално. Тоа е повеќе ментална дисциплина, пробувам да им објаснам. Неодамна македонка, неодамна го истрчав мојот прв маратон. Значи трчам подолго време, сум се спремала, имам 10 полумаратони истрчано, ми беше важно да си направив таква цел, дека сакам да истрчам цел маратон од 42 километри. Кога се вратив, ме придружуваше на тоа патување татко ми, пошто тој е физички исто многу активен иако пензионер, активен планинар, на некои светски врвови највисоки искачен. И генерално во тој дел тој ми е, да речам, подкрепа, иако сопругот ми бил не рамо до рамо, рамо пред рамо, значи посебно пошто дое во тој период, меѓутоа тој ја прати керката во еден спорт што е специфичен и што го нема кај нас, на патувања надвор кога се надпреварува и на ова патување решив да одам со татко ми. Татко ми вика кога го заврши маратонот, кога ти го видов лицето, мислев она може уште некој километар, му викам, па има ултрамаратони. Ми било важно и сум рекла, сакам да кажам, како не знам друга жена, ни таму не запознав, ниту сум сретнала, која до тој степен е активна. И јас се сметам себе си за излекувана и за, како да кажам, за здрава, со некоја историја. Новата јас. Животот никогаш нема да е ист како претходно. Апсолутно. Ама новата јас можела да биде и подобра, значи од таа претходната што спиела. И ми било важно и ми е важно да им кажам на другите жени дека стварно се можат. Се шегувам дека и без навреди имам голема почит како за жена и како за функцијата за претседателката наша. Гордана, таа љуби да каже, сум ја слушнала во неколку прилики, ако мене може да ме одберат за претседател, посебно на девојчиња, кој може секој да стане претседател. Јас викам, значи ако јас истрчав маратон, верувајте, можете сите со 2 леви. Сум била цел живот, не сум се сметала за спортски спремна. Важно е вистински човек да работи на себе. И вистински од овие неубави нешта, односно, како рекле нашите стари, во секој убаво нешто неубаво и обратно. Значи да ја научиме лекцијата, да извадиме нешто позитивно. И да гледаме од позитивната да страна. го гледаме како можност за нешто да направиме уште подобро. Дека сме требале да научиме некоја лекција и дека после тоа можеме повеќе, можеме подобро. Пак ќе кажам, со поддршка од стручњаци, јас и трчам со програми кои ми ги прави човек кој е тренер. Значи, во мојата фаза од животот, кога ми се менува и кога почнува во некоја перименопауза, нели, ќе се менува во менопауза, за да не се направам штета. Значи, јас сум внимателна, меѓутоа, стручните лица треба да не водат низ овие, премрежја, и ние едни со други треба да си се крепиме, само така функционираме. Да ги слушаме. Би сакала и да напоменам кога сме кај хемотерапијата, бидејќи забележена е авирзија према самата хемотерапија. Од страна на потенцијални пациенти кои што им е констатирано. Првото нешто што го викаат, како ќе ја издржам хемотерапијата. Да. Што е нешто прво прашува докторке косата ќе ми падне. Да. Тука е нешто тука ни е најголемата болка. Да, меѓутоа мора да им се напомене дека по паѓањето на косата никнува поздрава, поубава,
Објаснуваме Никој тоа, не мислам прашува дека докторка сега... колку ќе живеам, Да. какви ми се докторка косите може да не ми падне. Да, ама прифаќаат. Веќе прифаќаат. веќе Ние сме прифаќаат, гласни во да. групата, изборуваме и Немам пишуваме. сега таков проблем, да. повеќе и нема ни да Да. имате. Ние уште Да. повеќе Да, ќе треба работиме на најбитно тоа. битното е да си станат наутро. Јас имам една парола последниве 2 години. Секое утро мојот поглед во огледалото, кој што сум го избегнувала пред да ми биде заради тоа што немаме нели време, темпото на живот ни е преголемо. Сите брзаме. Застануваш, се погледнуваш и си викаш јас сум убава и животот е убав. Боже, фала ти, жива сум. Македонка, некои нови проекти, нешто, нови програми, нешто за следната година? Па за сега се уште немаме ништо. Немате ништо? Да, се уште Така? немаме ништо, си продолжуваме тоа што го одиме од 2017 Така? навакај. Добре. Нашата подадена рака, тука сме отворени за разговор, да помогнеме со совети, со нашето искуство да им биде водилка. Исто апелираме и до здравите, кажуваме, се појавуваме. Тоа е тоа. Ќе ве посетиме за 8 март нашата Така. редовна активност секој 8 март, Така. каде што се посетени. Да, Некоја порака да може да кажеме за крај, да. за на крај, па овака сега. Направивме многу. Донесовме кабинет, отворивме психолошки кабинет во рамките на клиника за онкологија, нешто што е најважно. Добивме градникот на теретот на фондот, нешто што жените го Така. немаат тогаш. Се воведе биолошката терапија, нешто што е најзначајно во Најзначајно, нашиот процес на најважно. лекување од 2019 година и ќе се Да. стремиме на еден од нашите приоритети, мислам што сакам да ми биде круна на главата, таа биолошка терапија да се стави на позитивната листа. Исто. Да. И секаде каде што сум била повикана, јавно зборувам, јавно кажувам дека таа треба да ни биде една единствена цел на сите засегнати страни, на сите здруженија, дека не се овие буџети доволни, па ја имаме, па ја немаме. Ако си ја има на позитивна листа, таа ќе имаме секогаш тука. Така. Ако Покрај нашите здруженијата и ние пратеници сме тука. имаат свој 78% да се ги качат платите, ние заслужуваме, пардон, ние не бараме многу, ние само бараме терапија, затоа што ние сакаме да живееме. Така. Покрај здруженијата ние сме тука. Право на живот. Имаме право на живот, Да, државата така треба е. тоа да ни го овозможи, заслужуваме Ние да не сакаме живееме. да бидеме дел од не сакаме да бидеме онколошки пациенти, никој не ќе. Јас Точно, малку настината ме сигурно, гребе да. грлото. Ова не е стекната состојба. И би завршила за крај од една книга на еден многу мој драг доктор. Прво да си го поздравам од матичен доктор, сите доктори, меѓутоа овој мој драг доктор без кој што ние немаше да бидеме ова што сме сега. Он има напишано книга која што беше моја водилка од самиот почеток на болеста. Само еден цитат. 2 соби се разделени со еден цид и една врата. Едната соба е осветлена, а другата е сосема темна. Човекот што се наоѓа во темната соба сака да чита. И што мислите, што треба човекот да направи за да внесе малку светлина во таа темна соба? Многу едноставно. Треба само да ја отвори вратата, што ги поврзува и на тој начин во темната соба ќе навлезе зракот, светлина. Вие сте зрак за пациентите, докторка. Ви благодарам за вашиот подкаст. И имам уште многу да слушаме, се надевам ќе Се имаме наши и дружиме. многу други Да. собрки овдека, ваши колеги, затоа што нас не поврзуваат со самата диагноза, ние мораме да посетуваме, знаете какви последици оставува хемотерапијата, така да не е лошо да слушнеме и мислење од другите доктори, Така. што треба да правиме, се оштетува срце, се оштетува други органи. Точно. Така да гледам дека Да, да. и доктори имате во вашите Да, имаме подкасти, имаме програма, имаме, да, со И многу е ендокринолози, драго со да ги све, слушаме, ја имате нашата поддршка, Да. ние сме тука секогаш со вас, затоа што вие сте Ви нашиот благодарам. зрак и нашата свет. Заеднички во борбата сме посилни. Така е. Сте заедно рака Зашто за сите рака. имаме иста цел, вие да ги намалите пациентите, ние да се избориме со болеста и секако со Ние веќе сме изборени, ние сме здрави, Така така е, не лошаме така е. доктор Дечпо, не сум Така ти веќе пациент. Да ги олесниме И тој малку збор- докторите, и да помалку да наметнеме нема. што поголема превенција помеѓу и младите и возрастните, За нели ќе помалку се да обидеме нема. на некои начини, дали по училишта, дали било како на друг начин. Тука сме.
Што повеќе заеднички, не има, толку Така е. повеќе ќе наметнеме некоја подсвест, некоја свест јавна за да целта ни е иста на крај. Ви благодарам. Благодарам. Hvala vi na vas.